Стравот кој го игнориравте. Она што го избегнувавте ве држи назад повеќе од колку што можете да замислите. Се отворија 2 карти, иако посегнав да отворам само една. Првата е петката парички и покажува постојан страв. Од секојаш сте имале повеќе од доволно во вашиот живот, а сепак некој ви го пренел овој страв како дел од нивната сиромаштија од минатото. Стравот дека еден ден се ќе исчезне. Тука сум да ви кажам дека сите ваши идни денови се обезбедени. Соочете се со стравот нежно. Таротот ве води да се ослободите од она што веќе не ви е корисно. Втората карта, онаа што неочекувано скокна, може да биде и за вас, или пак за некој друг. Слушајте, ќе откриете за кого е. Се појавува картата наречена ѓаволот. Таа покажува дека стравот ве држал во окови доволно долго. Зошто се уште ве држи? Што е најлошото што навистина може да ви го направи? И што ќе изберете во моментот кога ќе се ослободите? Картите ви шепотат? Стравот е силен само кога вие му верувате. Во моментот кога ќе се посомневате во неговата моќ, тој испарува.